Доктори, медицински сестри, фармацевти или директори, кои се седумината осомничени од клиниката за онкологија и дали оваа бројка е само едно парче од мозаикот за препродажбата на скапи онколошки лекови. Со последната изјава на министерот Оливер Спасовски дека се водат финансиски истраги за 7 лица поврзани со скандалот на онкологија, се отвора дилема дали ќе одговараат само ситните риби или меѓу нив има и бивши функционери. Од МВР не откриваат детали за како што велат во интерес на истрагата. Во интерес на истрагата МВР не може да соопшти детали за кој профил на вработени осомничени станува збор. Тоа што досега го соопшти министерот Оливер Спасовски, тоа е се што може да се открие за сега. И од обвинителството за сега нема конкретни информации за скандалот со препродажбата на скапи лекови на грбот на најтешко болните. Пред истрагата трае речиси месец и половина, а до сега нема никаков исход. И додека истражните органи го истражуваат скандалот на онкологија, Собраниската анкетна комисија се фати за работа. На втората седница, поранишниот министер за здравство Беким Сали беше првиот сведок кој се појави и сведочеше пред пратениците. Тој со скандалозна изјава кажа дека никогаш не знаел дека на клиниката имало като систем. Меѓу другото нагласи дека немал поим за кражбата на цитостатска терапија и манипулации со неа. Пред комисијата сведочеше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој откри дека 7 лица се осомничени и се водат истраги за нив. И според него, секој за кој ќе се утврди вина, ќе треба не само да биде во притвор, туку и да носи одговорност пред надлежниот суд. Анкетната комисија со работа ќе продолжи наредната недела. На собраниските клупи треба да седне и поранешниот министер за здравство Венко Филипче и актуелниот прв човек на здравствениот систем Фатмир Меджити. А пред пратениците ќе се најдат и сегашни и екс-директори на онкологија, од фондот, Малмет, како и јавни набавки. Целта на комисијата, како што кажа незината председателка Рашила Мизрахи, е да ја најдат вистината и да утврдат евентуална политичка одговорност.